Здраво! Уште едно дома со Леа видео. Овој пат, скриена во спалната соба, ќе ви раскажам за двете клучни техники со чија помош моите деца научија сами и самостојно да ги надминуваат конфликтите кои што се вообичаен дел од играта меѓу малите деца. Многу ми е интересно кога други луѓе ќе почнат да им се обраќаат на Зара и на Зафир со остави го тоа за братчето или дај му го не помал, не го земај на сестра ти ќе плаче и други типични изреки кои што и самите многу често ги кажуваме на деца кога гледаме дека ќе влезат во некој конфликт во текот на самата игра. Моите деца имаат 3 и 1 година. И практично некој од нив не разбира многу што се случува повеќе или помалку во текот на играта и не може да се очекува од деца на таа возраст да разбираат, да знаат, да имаат емпатија за другиот и да се саморегулираат емоционално за да придонесат кон поуспешна и погладка игра без многу конфликти и плачки. Токму затоа, овие техники мене ми помогнаа на многу рана возраст, значи уште пред Зара да наполни 3 години, да знае дека се алатка за играта да продолжи со тоа што конфликтот ќе биде надминат и постепено и Зафир, кој што можам да кажам во почеток нели ништо не разбираше, сега веќе го гледам дека разбира, дека знае што се случува и дека го прифаќа она што сестра му го применува за да нели нема конфликт, за да не запре играта тука. Од страна знаат да ми кажат леле колку ти се воспитани децата, како не се караат, колку се умни, но јас секој пат велам, значи тоа нема врска со IQ-то, нема врска со воспитувањето, колку што има врска со позитивното родителство, со наблюдувањето кај родителите и со доаѓањето до вистински решенија кои што одговараат на вашите деца. Значи, многу е важно да ги третираме децата со почит, да ги третираме онака како што сакаме нас да не третираат денес како целобитни личности возрастни, а не онака како што сме биле третирани кога сме биле деца. Секоја чест на исклучоците. Кога сме кај умните дечиња, да не заборавам да ви спомнам дека за правилен раст и развој на мозокот и на очите, на децата често им е потребно да се суплементира омега-3 масни киселини, односно DHA. На моите деца веќе подолго време секој ден им давам по едно гумено рибче со овошен вкус која ја содржи BioPure DHA омега-3 масната киселина и е мојот омилен суплемент од Now Foods. Повеќе за придобивките од ваквото суплементирање можете да чуете на крајот на ова видео, а сега, без било какво дополнително одложување, да ги споделам со вас двете техники кои што ми помогнаа да имам умни и воспитани деца, како што ви рекле оние кои што го гледаат ова од надвор. Првата алатка не ја прочитав никаде, едноставно спонтано ми дојде, бидејќи почнаа да се случуваат конфликти на возраст на која што Зафир беше премногу мал за да разбира нели што му се случува и беше буквално заинтересиран за работите што ги гледа околу себе и што му се надофат и почнуваше да плаче секој пат кога некој ќе му одземе играчка од рацете. Зара, бидејќи е мирно дете кое што е љубител на тишина и на смирена околина, многу се вознемируваше кога ќе види дека братчето плаче силно, посебно ако има чувство дека она придонела да плаче така, се исклучуваше од играта, заменуваше во друг дел на собата и едноставно природно од потреба за дистракција ми дојде да ја советувам да направам правило од ова. Секој пат кога сака да му земе играчка на Зафир или да си игра со играчка по која што тој веќе посегнува или е заинтересиран, пред да му ја земе, него да му даде друга играчка. И ова го покажав буквално, значи, например, он држи глодалка, она сака да ја земе, ќе ја тргне, он почнува да плаче, буквално ќе речам заврти се, дај му го тоа топче од другата страна,
подај му го него топчето и кога ќе му го даваш топчето, тогаш земи ја играчката што сакаш да ја земеш. И ова го извежбавме неколку пати во спонтанни прилики во рок од неколку дена и она свати дека функционира, свати дека и гради конекција со братчето, значи она ќе му даде играчка, он ја гледа, ќе се насмее, ќе се израдува на играчката што му ја дава и да дури и да е играчка што до преска е играл, самата комуникација дека еве сега она му дава играчка го радува и се допадна таа комуникација без зборови која што се јави и едноставно си го врза тоа дека е правило, дека секој пат ако сака да му земе нешто на Зафир од раце, треба и да му даде нешто друго, нешто што не е треба во тој момент. И буквално се случува, например, да седат на тераса, да си играат, она да влезе да земе играчка од фиока и да ја донесе специјално за да му ја земе играчката на Зафир. Ова правило едноставно профункционира заради добар фидбек и го направивме правило, денеска функционира без воопшто да ја подсетувам на тоа, значи едноставно самата е свесна дека така да работите. Морам да потенцирам дека при воведувањето на ова правило не користев никаков негативен фидбек, значи се трудев ниеднаш да не речам немој така, го расплака, ти го расплака братчето, врати му ја играчката, оно е помало и други работи кои што ќе му дадат насока на детето да размислува дека можеби затоа што е поголемо е помалку вредно или има потреба повеќе да трпи или неговите желби и потреби не се еднакво важни. Значи гледав да не влегувам во тие правци, едноставно само да се држам до вака треба и ова е правилото, гледаш дека му се допаѓа, тебе не ти прави разлика, не ти менува, не те вознемирува, него ти носи задоволство. Втората техника која што исто така беше клучна, тоа е потенцирање на редот. Да, редот е многу важен, но редот е апстрактна именка, меѓутоа кога децата ќе видат дека за нешто сме многу потресени, многу ни е важно, многу го потенцираме, ќе научат дури да не разбираат што значи тоа, ќе научат дека ова сега мора вака бидејќи мама е многу сериозна кога станува збор за редот. Сега да ви ја кажам мојата мала тајна, што беше редот од кој што направив толку голема и важна работа. Редот беше практично наблюдување и водење сметка кој со која играчка колку долго си игра. Значи, тоа е се, само што морам многу да го потенцирам и да го задавам како правило, за да имаат впечаток дека тоа е нешто важно, дека мама инсистира да биде така и дека тоа мора да се почитува. Односно да го зададам како граница што подоцна ќе им служи како алатка за менаџирање на потенцијални конфликти самостојно. Што подразбира тоа? Ако Зафир го земе шишаво и си игра со него и Зара сака да го земе, а јас гледам дека него се уште му е интересно и ќе почне да плаче ако му го земат, ќе речам Зара почекај малце, сега на Зафир му е редот да си игра и редот ќе трае додека Зафир него остави спонтано, нели, ќе го испита шишето и по 2-3 минути ќе го остави спонтано, наставно нешто друго ќе му го привлече вниманието. Тогаш ќе речам Зара, ајде, сега е слободна таа играчка, сега тебе ти е редот. И она ќе ја земе дури и да заборавила дека сака да си игра со таа играчка, едноставно кога ќе ја потсетам, ќе ја земе и ќе ја игра затоа што сега не е редот, нели, као редот е важната работа. И истото ќе гледам да се случи и со Зафир колку што може, значи во рамки на тоа што може, затоа што сепак, нели, станува збор поголем дел од ова време Зафир беше во состојба во која што не е во можност да ги толкува зборовите, ниту да разбира, ниту пак да се исконтролира за да ја одложи својата потреба, нели? Што не значи дека му попуштаме затоа што е помал, туку ги менаџираме работите, односно редот го правиме така што да трае пократко за помалку стрпливите деца да дојдат побрзо на ред. Во таа смисла, нели, доколку Зара го земе шишето и Зафир се заинтересира, ќе ја кажам, ајде, ти завршува редот, нели, набрзо, или ќе ја подзаскријам за да може таа да си поигра колку што сака да си поигра.
и потоа кога ќе го пуштам да ја види играчката со која што таа си игра, да можам да ја се обратам, да ја речам ајде сега на Зафир му е редот да има играчката или остави ја он да ја игра и така натаму. Меѓутоа цело време го потенцирам редот дека не тоа е догма, тоа е правило, нели? И забележав дека Зара не само што добро и легна ваквото правило, туку почна да го применува и во други средини. Значи, многу често се случува на лулашки кога ќе отидеме, кога има непознати деца, посебно поголеми деца кои што се all over the place, се лулаат побрзо, менуваат лулашки од една на друга позиција, трчаат по реквизитите, едноставно влегуваат во просторот, во личниот простор, нели, на другите деца. Во тој случај сум ја слушнала Зара повеќе пати да каже ајде детенце сега мене ми е редот, или да дојде до лизгалка да види дека дете се качува во спротивен правец на истата лизгалка и да му рече сега мене ми е редот, стимни се. Едноставно разбирам дека тоа функционира. Се надевам дека понатаму кога ќе бидат повозрасни ќе можат сами да проценуваат дека редот не е догма, дека е алатка. Меѓутоа засега ова ме спасува од многу плачки по дома и најтопло ви го препорачувам како ваша техника и како алатка која што можете да им ја дадете на вашите деца. Замислете си какво е чувството кога ги гледате децата на 3 и на 1 година, како си седат сами, си играат сами и едното му вика на другото, ајде нати тебе ти е редот сега за ова. Значи едноставно целата, наведом целата контрола на ситуацијата е во нејзини раце и верувам дека тоа придонесува за начинот на кој што се гради нејзината личност. Исто така, Зафир го учи на дисциплина од најрана возраст, го учи на позитивен и фер пример од страна на неговата постара сестра и не знам дали ова што го правам е добро или лошо, се надевам дека е добро и останува времето да покаже дали сме постапувале добро како родители. Ви благодарам многу на вниманието. Се надевам овие две техники ќе ви го олеснат секојдневието и ќе им дадат повеќе контрола и повеќе задоволство на вашите малечки. А сега да се навратам на омега-3 масните киселини и на сите бенефити кои што тие ги имаат за здравието на нашето дете. DHA Kids се од големо значење и придонес за општото здравје на детето. Омега-3 масните киселини го подобруваат когнитивното и бихевиоралното функционирање на децата. Постојат докази од експериментални студии кои покажуваат дека овие нутриенти ги регулираат неврохемиските аспекти кои се поврзани со нарушување на однесувањето кои што се јавуваат кај деца под стрес, деца со депресија, агресија, со проблеми во растот, во меморијата и во когнитивните функции. Практично, недостатокот на омега-3 кај здравите деца ја нарушува функцијата на мозокот и ја отежнува состојбата на дефицит на внимание. Редовно конзумирање на омега-3 масни киселини поддржува детски когнитивен развој, подобра координација на рацете, на фината моторика, на социјалните вештини и изголемена концентрација кај децата кои што користат овој суплемент. Исто така, придонесува за подобар вид и функција на очите, со тоа го подобрува читањето и визуелната меморија. Покрај ова, омега-3 масните киселини имаат улога и во кардиоваскуларното здравје, бидејќи го подобруваат крвниот притисок и вискозноста на крвта. Имаат улога и во работата на имуниот систем, со што ги заштитуваат децата од алергии и од астма во раното детство. DHA суплементот за деца на Now Foods е произведен според строги стандарди за контрола на квалитетот. Тестиран е дека нема ни потенцијално штитно ниво на загадувачи како што се PCBs, диоксините, живата и другите тешки метали што неретко се наоѓаат во суплементи произведени од рибино масло. Откако почнав да ги користам суплементите на Now Foods, дефинитивно се мој прв избор кога станува збор за здравјето на моето семејство и посебно на моите дечиња. Ви благодарам многу на вниманието. Не заборавајте да притиснете лайк на ова видео доколку ви се допаѓа ова што го видовте
и да пишете во коментар како ви се допаѓаат двете техники кои што ги споделив. И не заборавајте да притиснете subscribe на овој YouTube канал за да ги гледате во вашиот YouTube Home сите следни видеа на овие и слични теми кои што следуваат во периодот кој што доаѓа. Поздрав! Чао! 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 Чао!